Со распитот председаваат демократите, сенаторот Бен Кардин и конгресменот Алси Хастин, кои раководат со ова независна агенција на американската влада задолжена за почитување на Хелсиншкиот договор. Стюарт Джонс, заменик помошник државен секретар за европски и евроазијски прашања, е загрижен за политичката состојба во Босна и се погласните повици за нејзина поделба. Признавањето на независноста на Косово пак е неповратно, рече Джонс, но предочи дека таму се уште има незавршени задачи, како враќање на србите во своите домови и јакнење на мултиетничкиот карактер. Джонс илустрираше американската владина помош за Балканот со податокот дека во 2009 се инвестирани $160 милиони преку разни програми за унапредување на политичките процеси. Македонија ќе добие покана во НАТО веднаш откако ќе биде решен проблемот околу името со Грција. Джонс повлече дека последните месеци има позитивна клима, одговарајќи на прашање од сенаторот Кардин, дали независно од тоа кој ќе победи на воредните избори во Грција е можно да појде напред во преговорите. We have been gratified by the statements and the behavior of the Macedonian government. Задоволни сме од изјавите и однесувањето на македонската влада, особено изминатите 8 месеци. Мислам дека македонската влада треба да се пофали за подобрување на билатералната атмосфера што ќе олесни да дојде до решение. Ќе почекаме да завршат изборите во Грција, па ќе продолжиме каде што застанавме и ќе ги охрабриме двете влади да тргнат напред. Бьорн Ливрал, генерален директор за политички прашања при Министерството за надворешни работи на Шведска, која во моментов председава со Европската унија, повлече дека спорот со Грција не треба да биде пречка за евроатлантската интеграција на Македонија. According to the European Commission, the former Yugoslav Republic of Macedonia is close to fulfilling the benchmarks. Според Европската комисија, Македонија е близу до исполнување на критериумите и препораката за почеток на преговорите за членство во Унијата. Може да биде објавена за време на шведското председателство со ЕУ. Земјата треба да биде наградена за реформските напори и нерешениот спор со Грција не треба да биде пречка за почеток на преговорите. Тоа прашање треба да се реши билатерално, со посредство на Обединетите нации. Администрацијата на председателот Обама и понатаму ќе остане вклучена во Балканот, во правец на просперитетот и поддршката на евроатлантската интеграција на регионот, најави Стюарт Джонс од Стейт департментот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.